Јас сум Росана Кивиловска, имам 19 години и сигурна сум како и многу млади девојки кои што се на моја возраст сме поминувале низ слични работи, па така јас сум израснала во едно семејство каде што никогаш немав вистински авторитет од мојот татко, па секогаш бев оставена сама на себе и сама да си одлучувам за мојот живот. Сама си бев свој авторитет. Па така, немајки на кого да се потпрам, иако имав големо семејство и пријатели, никогаш не сум имала искрен однос со никого од нив, па затоа секогаш се чувствував осамено, сама и тажно и многу пати во ноќите плачев сама, сметајки дека немам вистинска потпора во животот и на кого да му се обратам за да ми помогне со моите проблеми. Па така, внатре чувствувајќи се несигурно, осамено, однадвор изразував една лажна сигурност, лажна насмевка и така се водев во мојот живот и западнав во многу лоши друштва, па покрај тоа што бев егоцентрична, горда, лажев, крадев, блудствував, пиев алкохол, конзумирав дрога и сето тоа ме водеше во еден пат во мојот живот само надолу и немаше никаков и тонев и немаше никаков излез. А сето тоа го прикривав со лажна сигурност и насмевка за луѓето да не забележат ни што всушност поминував јас, бидејќи сметав дека немам доверба во никого и никој не може да ме разбере. Потоа, кога почнав да доаѓам во христијанската црква Блага Вест, осознав дека јас всушност не сум сама. Во тоа ми помогна мојот пастор, Константин Кајшаров, кој што сватив дека е мој духовен татко, односно душогрижник за мојата душа, кој што се грижи вистински искрено за мене, за мојата душа, за да не отпаднам и за да останам во спасението, кој што може да ми го даде само Господ Исус Христос. Па така тој ме потикна да читам Библија и кога почнав да читам од Словото, кој што е живо и ти дава живот и дух, осознав дека мојата надеж треба да ја полагам во Господ Исус Христос, односно дека тој е мојот спасител, дека јас не сум сама и дека имам застапник, односно Исус, кој што се застапува пред Отецот Небесен за мене и дека тој пострада на крстот, ја пролија својата крв, ми исчисти од сите гревови и дека јас сум спасена и дека повеќе нема потреба да го живеам тој стар живот каде што се обвинував сама себе и да живеам во грев, дека сепак има надеж и има решение. Животот сега ми е доста променет, не сум совршена, но се стремам да се усовршам, бидејќи само Господ Исус Христос е совршен, но сватив дека ако останам верна на Словото и на Исус, дека повеќе нема се вратам на стариот начин на живот, па така сега имам мир во мојата душа, во моето срце, знам дека не сум сама, дека имам радост која што доаѓа само од Господ Исус Христос и покрај тоа што од минатиот живот што го водев, стариот живот, изгубив доста пријатели, сега тука во црквата осознав дека имам едно големо семејство, многу пријатели кои што имам доверба и сигурност и можам да се потпрам и тие да ме разберат дека јас не сум сама на овој свет, дека имам татко кој што е Отецот Небесен, дека тој се грижи за мене и дека јас сум Божјиот чедо преку вера во нашиот Господ Исус Христос, кој е мој Господ и Спасител.